Евангелие според Лука, глава 11. А кога Исус се молеше на едно место и кога престана, еден од неговите ученици му рече: Господи, научи не да се молиме, како што ги научи Јован своите ученици. А тој им рече: кога се молите, зборувајте: Татко наш кој си на небесата, да се свети Твоето име, да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја, како на небото, така и на земјата. Лебот што ни е потребен, давај ни го секој ден, и простени ги нашите гревови, како што ние му простуваме на секој наш должник. И не допуштај да паднеме во искушенија, но избави не од лукавиот. И им рече: ако некој од вас има пријател и отиде кај него на полноќ, па му рече: пријателе, позајме ми 3 леба, зашто ми дојде пријател од пат и немам со што да го послужам. А оној однатре да му одговори и да му рече: не ме вознемирувај, вратата е веќе заклучена и моите деца се со мене во постела, не можам да станам и да ти дадам. Ви велам, ако и не би станал да му даде затоа што му е пријател, ќе стане заради неговото навалување и ќе му даде колку што му треба. И јас ви велам, молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој кој моли прима, и кој бара наоѓа, и на оној кој чука ќе му се отвори. Зар има таков татко меѓу вас, ако синот му побара леп, тој да му даде камен, или ако му побара риба, наместо риба да му даде змија? Или ако побара јајце, дали ќе му даде скорпија? И така, кога вие кои сте лоши, знаете да им давате добри дарови на своите деца, колку повеќе небесниот татко ќе им даде свет дух на оние кои го молат. Еднаш истеруваше демон кој беше нем. А кога демонот излезе, немиот почна да зборува. И народот се зачуди. А некој од нив рекоа: тој ги изгонува демоните со силата на Велзевул, поглаварот на демоните. А другите го искушуваа и му бараа знак од небото. А тој, знаејќи ги нивните мисли, им рече: секое царство што ќе се подели против себе си ќе пропадне, и дом што е поделен против себе си пропаѓа. Така и сатаната, ако се разделил сам против себе си, како може да се одржи неговото царство? Зашто вие велите дека јас ги изгонувам демоните со силата на Велзевул? И ако јас ги изгонувам демоните преку Велзевул, тогаш вашите синови преку кого ги изгонуваат? Затоа тие ќе ви судат. Но ако јас ги изгонувам демоните со Божиот прст, значи дека Божиото царство се доближило до вас. Кога силниот наоружан човек си го чува дворот, неговиот имот е сигурен. Но кога ќе го нападне посилен од него и го победи, ќе му го одземе оружјето на кое се надевал и ќе го раздели ограбеното од него. Кој не е со мене, тој е против мене, и кој не собера со мене, тој растура. Кога демонот ќе излезе од човекот, тој обиколува по безводни места и бара мир. И кога не го наоѓа, вели: ќе се вратам во својот дом од каде што излегов. И кога ќе дојде, го наоѓа изметен и украсен. Тогаш оди и доведува со него уште 7 други демони полоши од себе, па кога ќе влезат, живеат таму. И последната состојба на оној човек станува уште полош од првата. А кога го зборуваше тоа, една жена од мноштвото извика и рече: блажена е утробата која те носела и градите кои те доеле. А тој рече: уште поблажени се оние кои го слушаат Божиот збор и го чуваат. А кога народот се собираше, тој почна да му зборува: овој род е лукав род, бара знак, но друг знак нема да му се даде, освен знакот на пророкот Јона. Зашто, како што Јона им беше знак на нинивејците, така и човечкиот син ќе му биде знак на овој род. Јужната царица ќе се јави на суд со луѓето од ова поколение и ќе го осуди. Зашто таа дојде од крајот на светот, за да ја слушне мудроста на Соломон. А ете, оној кој е поголем од Соломон,
Ovde je. Ninevejcite će se javat na sud s ovoj rod i će go osudat, zašto tije se pokaja od propoveta na Jona. A ete, onoj koje je pogolem od Jona, ovde je. Nikoj ne stava zapalena svetilka na skrišno mesto ili pod sat, tuku na svetilnik, za da je vidat svetlinata tije koji vleguvaat. Svetilo na telo to je okoto. I tak, ako tvoje oko je čisto, celo to tvoje telo će ti bide osvetljeno. A ako je lukavo, i tvoje to telo će ti bide vo mrak. Zato vnimavaj svetlinata što je vo tebe da ne bide temnina. Ako celo to tvoje telo je osvetljeno, bez da ima nekoj temen del, to će bide celo to osvetljeno. Kako koga svetilka te osvetluva so svoje to svetenje. I dodeka to izboruvaše, nekoj od farisejite go zamoli da ruča vo negovio dom. Той влезе и седна на трпезата. А фарисејот многу се зачуди кога виде дека тој не си ги изми рацете пред јадење. А Господ му рече: Да, вие фарисеите ја чистите надворешноста на чашата и чинијата, а вашата внатрешност е полна со грабеж и лукавство. Безумни, оној кој ја создаде надворешноста, зар не ја создаде и внатрешноста? Но вие дајте го како милостина тоа што го имате и тогаш се ќе ви биде чисто. Но тешко вам, фарисеи, зашто давате десеток од нане и од горчлива трева и од секаков зеленчук, а ги занемарувате судот и Божјата љубов. Ова требаше да го правите, а она другото да не го отфрлате. Тешко вам, фарисеи, зашто ги сакате првите седишта во синагогите и поздрави по пазариштата. Тешко вам, книжници и фарисеи, зашто сте како необележани гробишта. Луѓето одат преку нив и не знаат по што одат. Тогаш еден од учителите на законот му одговори и рече: Учителе, кога го зборуваш ова и нас не навредуваш. Тој пак им рече: Тешко вам, учители на законот, зашто ги обременувате луѓето со товари, што едва им можат да се носат, а вие не со прст не се допирате до товарот. Тешко вам, зашто им дзидате гробници на пророците, а вашите татковци ги убија. Со тоа вие сведочите за делата на своите татковци и се согласувате со нив, зашто тие ги убија, а вие им ги дзидате гробниците. Затоа и Божјата мудрост рече: ќе им испратам пророци и апостоли, и од нив едни ќе убијат, а други ќе бидат гонети, за да се побара од оваа поколение крвта на сите пророци пролеана од времето кога светот настана. Од крвта на Авел до крвта на Захарија, кого го убија меѓу жртвеникот и светото место. Да, ви велам, ќе се бара од овој род. Тешко вам, учители на законот, зашто го зедовте клучот на знаењето, сами не влеговте, а им забранивте и на оние кои сакаа да влезат. А кога им го зборуваше ова, книжниците и фарисеите почнаа жестоко да се јадосуваат против него и да го предизвикуваат да се искаже за многу нешта, дебнејќи да уловат нешто од неговата уста, за да има зошто да го обвинат.